Отворете ги вашите Библии во втората книга Мојсеева, 20 глава, од 8 до 11 стих ќе читаме еден текст, поточно кажено, четвртата Божја заповед. Ја нарекол ден за одмор. Во словото вели вака: помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи. 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш. Ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ниту твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто за 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети 7-миот ден. Текстот беше од втората книга Мојсеева, 20 глава, од 8 до 11 стих. Да се помолиме да побараме Божјото водство од Светиот Дух. Татко, денешниот текст го ставаме пред престол на Твојата благодат. Спомни не со Светиот Дух, помогни ни го разглобувањето на текстот, зборува преку мене, а на слушателите, на присутните, отворим ги очите и ушите и духовни и телесни, за да го разберат тоа што го зборуваме. Во името Христово благодариме. Амин. Драги браќи и сестри, Христови пријатели, многу искрени луѓе се многу збунети околу одговорот на прашањето: кој ден во неделата треба да го светкуваме? Едно малцинство во светот цврсто инсистира дека треба да се светкува саботата. Тие се нашите браќа адвентисти или саботари, што ги викаат. Тие имаат едно тврдење дека тие што ја светкуваат недела имаат во себе жик на сатаната и немаат спасение. Други христијани пак велат дека дошла неделата и осветувањето на саботата е прекината и сега треба да се светкува неделата со сите одредби на законот за саботата. На трета страна постојат многу луѓе на кои им е сеедно кој ден во неделата ќе го одмараат и го светкуваат. Целта на мојата денешна проповед е врз основа на Библијата да ја разјасниме оваа зборка кој постои меѓу христијаните. Немам намера некого да осудувам затоа што има поинакво мислење од нас, туку само сакам врз основа на Библијата, Божјиот збор, да се обидам да ја разјаснам оваа зборка. Денешната проповед е имам поделено на 3 дела, главни точки и тоа: прво, ден за одмор во Стариот Завет; второ, ден за одмор во Новиот Завет; и трето, христијаните и денот за одмор. Поминуваме кон првата точка, денот за одмор во Стариот Завет. Сакам да разгледаме едно многу важно и интересно прашање: како Бог заповедал да се светкува денот за одмор? Да, денот за одмор не се светкувал од Адама до Мојсе. Има луѓе кои велат дека Бог уште во рајот им заповедал на Адам и на Ева да го светкуваат денот за одмор саботата. Тие тоа го тврдат врз основа на текстот од првата книга Мојсеева, 2 глава, 2 и 3 стих, каде што вели: и 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори. Во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се одмори од своите дела кои ги создаде Бог и ги направи. Овој текст, браќа и сестри, ни зборува за повеќе работи. Најпрво ни кажува дека Бог го створил светот за 6 дена. Овие денови се денови од по 24 сата, исто како и денешните.
Тоа ни го сведочи и текстот од законот на Синај. Втора книга Мојсеева, 20 глава, 11 стих. Зашто за 6 дена Бог го направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Бог го благослови и го освети саботниот ден. 7-миот ден Бог го посвети, значи го освети. За нешто да се посвети, значи да се одвои нешто. Бог овој ден го одвои за празнување. 7-миот ден Бог го благослови. Тој ден ќе биде благословен кога луѓето ќе го светкуваат. Текстот вели 6 дена работи и заврши си ги сите твои работи. Значи Бог ти дава 6 дена за тебе, а бара само 7-миот ден го бара за него. Одмори вели и посвети го на Господа. Не да лежиш дома, не да шеташ по улиците, туку да го посветиш на Господа. Еве зашто некои велат дека Адам и Ева и нивните потомци ја светкувале саботата. Но тоа не е вистина. Бог не му заповедал на Адам да се одмори во 7-миот ден, бидејќи човекот е створен во 6-тиот ден по пладнето. Тој не беше изморен за да се одмори во 7-миот ден. Бог се одмори. Се разбира дека тоа не значи дека Бог се изморил. Сабота значи престанок, прекин. Значи Бог престана со создавањето. Адам и Ева живееле во полно блаженство во рајот и светкувањето на саботата за нив било непотребно. Затоа во првата книга Мојсеева, 2 глава, 2 и 3 стих, не пишува дека Бог му заповедал на првиот човек да ја светкува саботата. Но од друга страна, луѓето се прашуваат зошто тогаш Бог ја посветил и благословил саботата, како што читавме во споменатиот текст. Да видиме најпрво, браќи и сестри, што значи зборот да се посвети. Исус вели за себе, запишано во Евангелие по Јован 10 глава 36 стих. Зошто вие му велите дека хули на Бога оној кого таткото го посвети и го прати по светот? Претходно на ова, еврејските старешини го обвинија Исуса дека му хули на Бога, бидејќи рече дека он и Бог се едно. Таткото го посвети Исуса. Кога и зошто? Прво, Бог го посвети, го одвои Исуса за посебна цел уште пред создавањето на светот. Библијата не учи дека во Божите очи Исус е заклан уште пред да се створи светот. Кога се исполнило тоа? Да знаеме од писмото што апостолот Павле им го пишува на Галатјаните, 4 глава, 4 стих, каде што вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот единороден син. Тој беше посветен за жртва пред создавањето, но жртвува не 4000 години после создавањето. Дали ја сваќаш оваа вистина? Саботата е посветена уште кога беше создаден светот, а е објавена дури на Синај. И така, од Адама до Мојсија Бог не му ја објавил саботата на човекот. Ниту Авил, ниту Енох, ниту Ној, ниту Аврам, кои Библијата ги нарекува праведници, не светкувале ден за одмор. Денот за одмор најпрво му е објавен на Израел. Божјата заповед вели: помни го саботниот ден за да го светкуваш. Овде вели помни го. Тоа се разбира, значи дека саботниот ден не е објавен од порано на народот. Таа саботата му е објавена на Мојсеј, а не на народот. Да прочитаме што пише во Библијата во втората книга Мојсеева, 16 глава, 23 стих. Текстот вели: тој им рече: ова е Господова заповед. Утре е ден за целосна почивка, сабота, посветена на Господа. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите. Се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Господ саботата му ја објави на Мојсеј, затоа Мојсеј му рече на народот: ова е Господова заповед.
дури сега Бог ја објавува саботата. Пророкот Неемија во 9 глава 13 и 14 стих пишува: слезе на Синајската гора и им зборуваше од небото и им даде праведни наредби, цврсти закони, прекрасни заповеди и уредби. Ти им ја објави својата света сабота, им ги пропиша заповедите, наредбите и законот пред глас на својот слуга Мојсей. Откако израелскиот народ беше избавен од египетското робство, Бог отиде на планината Синај. Пророкот Неемија вели: ти им ја објави својата света сабота. Објави, значи нешто што тие претходно не го знаеле. Истата работа ја потврди пророкот Езекијел во својата книга 20 глава 12 стих, каде што вели: им ги дадов и своите саботи. Како што го прочитаме текстот, можеме да разбереме дека во саботата Бог им забранил не само на господарите, туку и на слугите, слугинките, тугинците и на добитокот да работат на овој ден. Бог дури и на земјата и дал ден за одмор. Вели 6 години работија земјата, нивите работи ги 6 години, а седмиот ден, седмата година остави ги да одморат. Сега некој ќе се праша што ќе јадат луѓето седмата година ако не ја ораат нивата. Затоа Бог се грижи за тоа што во 6-та година дава приноси и за 7-та година. Кога ти вели да одмориш, одмори. Кога треба да одиш, оди. Кога треба да седиш, седи. Кога треба да слушаш проповед, слушај. Кога треба да зборуваш, зборувај. Но, како и досега, израелците и луѓето и овој закон го прекршуваат. По 2. Денот за одмор даден како знак. Втора книга Мојсеева, 31 глава, 13 стих, читаме што Бог му вели на Мојсеј. Речи им на израелците: моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни дека јас, Господ, ве посветувам. Значи, саботата е знак дека Бог го откупил израелскиот народ. Тој беше знакот со кој Бог ги одвои од безбожничките народи. Со оглед на тоа дека денот за одмор е знак, Бог морал нешто да направи за израелците, како што читаме во Светото писмо. Пред да им ја даде саботата на евреите, Бог направил неколку значајни работи за нив. Прво, Бог го изведе народот од робство, откако претходно беше заклано јагнето на заветот. И со таа крв И по таа крв Бог го изведе народот од Египет. Египтјаните Јехова ги казни со тоа што им ги уби првородените деца, а на израелците им ги кажа зборовите запишани во втора книга Мојсеева, 22-23 стих. Словото вели вака: тогаш земете китка босилек, натопете ја во крвта што е во земјен сад и попрскајте ги со крвта од земјениот сад над вратникот и двата довратника. Кога Господ ќе поминува да ги погуби египтјаните, ќе забележи крвта врз над вратникот и врз двата довратника, па ќе ја одмине таа врата и нема да му дозволи на погубителот да влезе во вашите куќи и да поразува. Ова јагнешка крв е символ на Христовата крв. За Христос читаме во Новиот Завет дека е тој јагне Божјо кој ги зема врз себе сите гревови на светот. Амин. Амин. Затоа јагнето е заклано и неговата крв ги одвои од Египет. Даден е еден живот за да се спаси еден цел народ. Затоа умре јагнето Божјо. Затоа јагнето е заклано и неговата крв ги одвои. Но, за да им ја даде саботата, Бог требаше да направи уште нешто. Тој им дал мана, или храна во пустињата. Кога напуштија Египет, немаа јадење, пара луѓето да се вратат назад во Египет. На Мојсей му вика: барем во Египет бевме робови,
Ама имахме риби, имахме јадење, имахме пиење. Тука во пустињата ќе изумреме за јадење. И тогаш Господ им пушти од небото мана. Небесна храна, доволна за секој да се нахрани. За денеска колку ти треба, толку Господ му пушта храна. Утре пак му пушта храна. Така да евреите преживеа во пустињата. Маната е символ на животот. Тоа е лебот кој Бог им го даде од небото. Исус вели во Евангелието по Јован 6 глава 33 стих. Зашто Божиот леб е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. И во Евангелие по Јован 6:48 Исус вели: Јас сум лебот на животот. Израелците беа спасени преку Божјата милост и добија мана. Ова беше во потполност Божјо дело и затоа им беше дадена саботата како знак на тоа избавување. Да знаете дека јас сум Господ кој вас ве посветува. Што значи ова реченица? Значи дека не ги посветува саботата, туку Господ. Затоа Господ им ги каже овие зборови запишени во втора книга Мојсеева 19 глава 4 стих. Вие видовте што им направив на египтјаните, како ве носев на орелски крилја и ве доведов при себе. Тоа е во потполност Божјо дело. Прво крвта на јагнето, па мана и на крајот дури денот за одмор. Овој закон не важел за другите народи, бидејќи другите народи не се изведени и спасени како овој народ. Саботата не можела и не може да биде знак за другите народи. Затоа Бог им заповедал саботата да биде апсолутен одмор. Втора книга Мојсеева 16 глава 29 стих. Бог вели: погледајте, затоа што Господ ви ја даде саботата, ви дава храна на 6-тиот ден за 2 дни. Нека секој стои каде што е, нека никој не излегува од својот шатор во 7-миот ден. Им забрано дури да излегуваат и од шаторите, од дома. Тоа беше знак дека Бог го завршил нивното спасение. Затоа им забранил, да слушнеме сега што им забранил да работат во саботите. Забранета е жетва и орање, запишано втора книга Мојсеева 34 глава 21 стих. Забрането е носење товар во сабота. Книга на пророк Еремија 17 глава 21 стих. Забрането е палење оган во домовите. Втора Мојсеева 35 3 стих. Забрането е собирање дрва во сабота. Четврта книга Мојсеева 15 глава 32 стих. Забрането е во продажба во сабота. Книга на пророк Неемија 10 глава 31 стих. Секој што ќе ги прекрши овие закони, браќа и сестри, било осудено на смрт. Но се поставува едно прашање. Ако саботата е дадена да биде благослов, зошто тогаш смрт на тие што ја прекршуваат? Зошто човекот кој ја прекрши саботата не би го губил само благословот? Платата за работа во сабота била смрт. Зошто? Затоа што на тој начин израелците го презираа она што Светиот Дух го сведочеше за Исуса. Во посланието до евреите, 10 глава 28 и 29 стих, писателот има запишано: кога некој го презре Мојсеевиот закон, умира без милост, во присуство на 2 или 3 сведоци. Колку полоша казна мислите ќе заслужи оној кој го погазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот, со која бил осветен и го навредил духот на благодатта. Браќи и сестри, ние сме спасени само преку жртвата, преку верата во жртвата на Исуса Христа. Павле во посланието до Римјаните 4 глава 5 стих пишува: додека на оној кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност. Христос се роди за да умре за мене и за тебе. Данас го заврши спасителното дело на Голгота и кој мисли дека преку дела
да добие спасение, вели проклет да биде. Во Новиот Завет одмор на душите се дава врз основа на Христовата жртва и Светиот Дух. Заради ова сведоштво, со смрт се казнуваше прекршувањето на саботата. Во овој ден не се вршели ни богослужбени собирања. Меѓу Стариот и Новиот Завет израелците ги создале синагогите без никаква Божја заповед, без никаква Божја уредба и почнале да се собираат во саботите. Г. Саботата е дел од ритуалниот закон. Апостолот Павле пише во посланието до Колосијаните, 2 глава, 16 и 17 стих. И така, никој да не ве осудува за јадење, или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за сабота. Тоа е само сенка на она што ќе дојде, а стварноста е Христос. Од овој текст гледаме дека се вклучени и други празници, а исто така и заповедта за чиста и нечиста храна. Се тоа Христос го закова на крстот. Саботата е дел од церемонијалниот закон. Сенка на она што ќе дојде, вели текстот. Стварноста е Христос. Ритуалниот закон не е оној закон што е запишан во срцето. Преку ритуалниот закон Бог го одвои израелскиот народ од другите народи. Моралниот закон е тој закон кој што е запишан во срцата на евреите и во срцата на незнабожците. Во посланието до римјаните апостолот Павле ги има запишано следните зборови. 2 глава 14 до 16 стих. Зашто кога народите кои немаат закон, кои исполнуваат по природа она што законот го бара, тогаш тие се, немајки закон, сами за себе закон. Тие покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат во денот кога Бог преку Исуса Христа според моето Евангелие ќе ги суди човечките тајни. Овде Библијата ни открива дека безбожниците, кои немаат запишан Божји закон, ниту пак слушнале за Евангелието, имаат закон запишан во нивните срца. Срците во Африка, по џунглите, по пештерите, каде што живеат, знаат дека не треба да крадат, да убиваат и така натака. Паганците принесуваат жртви на идоли, бидејќи знаат дека се грешници. Но ниеден безбожник не знае за обврската, за светкување или за чисто и нечисто јадење. Затоа ова заповед вели: помни го саботниот ден, за да го осветуваш. Втора точка. Денот на одмор во Новиот Завет. Оние кои ја држат саботата, често го цитираат Новиот Завет. Тие велат дека Исус ја светкува саботата, па затоа и ние треба да ја светкуваме само саботата и ни еден друг ден. Да, Исус Христос и денот за одмор. Се што имале евреите во Исусово време биле стотина уредби посветени на саботата. Многу од тие уредби, тие самите си ги додале. Единствено мерило по кое евреите ја мереле нечија верност и побожност била саботата. Тие давале десеток дури од нане, од копар, од ким. А Исус им зборува на фарисеите, тогашните свештеници, запишано во Матеј 22 глава, 23 глава, 23 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане и копар, ким, а го оставате поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да се прави, а она да не се остава. Евреите се правеле побожни со своите облеки, никому не зборувале како треба да се спаси и лажно се молеле на Бог. Однадвор се правеле побожни, а однадвор биле трули. И саботата им станало мерило за тоа кој е верен, кој е добар христијанин, а евреин, а кој не. Исус им вели: саботата е дадена за човекот, а не човекот за саботата. Саботата требаше да биде благослов за човекот, а не мерило дали е тој верен или не. Исус Христос во потполност и совршено ја
светкувал саботата, иако бил многу критикуван од страна на фарисеите, дека ја крши. Апостолот Павле во посланието до Галатјаните, 4 глава, 4 стих пишува: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот. Исус сам ги кажал следниве зборови запишани во Евангелие по Матеј 5 глава, 17 стих. Не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Христос по тело евреј, од јудиното племе, бил покорен на законот и до буква го исполнувал и моралниот и церемонијалниот закон. Исус на крстот извикал: се сврши. И во сабота починал во Аврамовата преградка. Но кога Христос воскреснал и бил 40 дена со своите ученици, ниту еднаш не им се јавил во сабота, туку во првиот ден на седмицата, недела, денот кога воскреснал. Ниту еднаш Христос не наредил да се светкува саботата. По воскреснувањето настанува голема промена. Зошто? Под Б. Израел како нација отфрлен. Апостолот Јован запишал во своето Евангелие, 1 глава 11 стих: дојде при своите, но неговите не го примија. Не го препознаа. Драги браќи и сестри, евреите требаше да го примат Исуса и тогаш ќе има вистински одмор. Но тие го распнаа својот цар на крстот. Сега Бог престанува да работи со Израелот како нација на која му е дадена саботата. Да ги прочитаме зборовите на апостолот Павле, запишани во послание до Римјаните, 11 глава, 25 и 26 стих. Апостолот пишува: не сакам, браќа, да ви остане непозната оваа тајна, за да не мудрувате по својата мудрост. Еден дел на Израел закораве, додека народите не влезат во полн број. И така, целиот Израел ќе се спаси како што е напишано: избавителот ќе дојде од Сион, ќе одврати безбожноста од Јакова. Бог сега го отворла Израелот како народ и од Христовото воскреснување наваму почнува нова ера. Исус ја оформува својата црква, а црквата е собир на верници и од евреите и од безбожниците. Како што е Израел отфрлен од Бог како нација, така се отфрлени и нивните закони за саботата. Тоа го прорече и пророкот Осија. Запишано 2 глава во 11 стих, запишано од книгата на пророкот Осија, вели вака: ке им направам крај на сите нивни веселби, прослави, млади месечини, саботи и на сите нејзини празници. Бог ги укина саботите за некој одредено време, а тоа е времето на црквата. Затоа Павле вели во Колосјаните 2 глава 16 стих: и така, никој да не го осудува за јадење, или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за сабота. Сите знаеме дека ако се прејадеме, стомах не боли. Сите знаеме дека ако пиеме многу, ќе се опијаниме. Во Словото никаде не пишува не пи, ама вели пијаниците, блудниците нема да влезат во Божјото царство. А до кога ќе биде тоа? Така, одговорот го наоѓаме во посланието до Римјаните. Додека не влезат, вели Словото, безбожниците, онолку колку што треба во Христовата црква. Кога Господ ќе ја комплетира својата црква, ќе дојде да ја земе. И тогаш останува да се исполни последната Даниелова заповед, недела, 70-та. 7 години на големи неволи. Пред да дојде Господ во црквата, ќе има 7 години неволи. После овој курс што го водиме сега за 12 столбови на христијанската вера, планирам воден исполнен од Свети Дух да направиме еден курс и днината според Библијата. Што ќе се случи во днината според Библијата? Тоа ве поканувам да присуствувате на курсевите за ваше духовно pouка, за ваше духовно надградба.
Во тоа време израелците ќе го изградат храмот и ќе го обноват законот за жртвување. И во тој храм може да замислите, Антихристот ќе ја постави иконата со својот лик. За тоа време Исус вели, Евангелие по Матеј 24 глава 20 стих: молете се вашето бегство да не биде во зима или во сабота. Во тоа време, како што рековме, црквата ќе биде земена на небо. Ова е многу јасно толкување на Божјиот збор. Овде Христос не кажува никаде дека христијани треба да ја светкуваат саботата, како што не треба да ја светкуваат ниту зимата. За времето на 1000-годишното царство евреите ќе ја светкуваат саботата. Под В, апостолите и саботата. Оние кои што денеска светкуваат саботата тврдат дека апостол Павле ја светкувал саботата. Дали е тоа вистина? Да прочитаме во Библијата, во книгата на Дела на апостолите, 18 глава 4 стих. Што пишува за Павле? Таму вели вака: а секоја сабота расправаше во синагогата и ги убедуваше јудејците и грците. Ова е последен пат запишен во Библијата, каде што се спомнува дека Павле во сабота одел во синагогата да убедува некого. Како што порано кажав, евреите ги измислиле синагогите без одобрение од Бога. Тие таму се собирали и Павле ја користел секоја можност за да им посведочи за Христос. А со браќата се состанувал во неделите. На Павле секогаш му пречели евреите кои сакале да ја светкуваат саботата. Павле им пишува во посланието до Римјаните, 14 глава, 5 и 6 стих, на христијаните во Рим. Еден разликува ден од ден, а друг ги смета сите денови за еднакви. Само секој да биде длабоко уверен во своето мнение. Кој го пази денот, го пази за Господа. Кој јаде, јаде за Господа, зашто му благодари на Бога. И кој не јаде, за Господа не јаде, и тој му благодари на Бога. На друго место во Библијата апостол Павле им го пишува следното на верните во Галатија, 4 глава, 9 и 10 стих. А сега, кога го познавте Бога, или уште подобро, откако Бог ве позна вас, како можете пак да им се враќате на слабите и бедните елементарни учења, на кои сакате пак одново да им служите робски? Внимавајте на деновите и месеците и времењата и годините. Што значи ова? Си слушнал за Господ, си поверувал во Господ, се некои те пишмани, ај тој е нововерец, тој си секташ, ај врати се по православијата, или врати се у муслиманизмот, или исламот, или ова. Значи си решил цврсто и водиш право, гледаш на крст на Голгота, си текнал за жртвата на Господ Исус Христос и си тераш по него. Нема пишмани. Трето, христијаните и денот за одмор. Дали ние христијаните останавме без ден за одмор? Дали имаме некој одвоен ден за одмор? Што мислите? Се разбира да имаме. Недела Господов ден. Сабота, тоа е одмор, спасение заработено со работа. 6 дена работи, а 7-миот е одмор. Гледате, браќа и сестри, овој закон бараше совршен живот од луѓето, но никој не живеел така. Никој не можел да го исполни законот. Ние сега имаме првиот ден од седмицата, недела. Како символ на спасението по Божја благодат. Првиот ден значи дека имаме одмор уште пред да почнеме нешто да работиме. Тој одмор ни е подарок од Христос и ние во потполно зависиме од тоа што Христос го направи за нас. Христос воскреснал во првиот ден на седмицата рано наутро во недела. Во недела Исус им се јавил на Марија и на учениците. Наредната недела Исус повторно им се јавил на Тома и на учениците. Во недела Христос
го испрати Светиот Дух. Недела бил проречениот ден Господов. Псалмистот во Псалм 118, 22 до 24 вели: каменот што го отфрлија зидарите стана крајаголен камен. Тоа е од Голгота, од Господа, и прекрасно е во нашите очи. Ова е денот што Господ го направи, да му се восхитуваме. Апостол Петар им вели на еврејските старешни во Јерусалим за Христос. Дела на апостолите, 4 глава, 11 стих. Тој е каменот што вие зидарите го отфрливте и кој стана глава на Авголот. Нема спасение ниту во еден, ниту има име под небото зададено за луѓето, преку кое може да се спасиме. Што мислите, браќа и сестри, кога евреите го отфрлија каменот Христос? Кога евреите го отфрлија дефинитивно Христос? Одговорот е во петокот на крстот. А кога Бог го подигна од мртвите овој камен? Одговорот е јасен. После 3 дена, во првиот ден од седмицата, тоа е недела. Затоа псалмистот вели: ова е денот што Господ го направи, да му го сликнуваме и да му се радуваме нему. Недела е ден на радоста. Исус воскресна, го победил гревот и смртта, не оправда нас пред Отецот. Еве како Божиот слуга Томан Ватсон ја опишува разликата меѓу саботата и неделата. Големо беше делото на создавањето, така е напишано и во книгата на пророкот Агеј. Слава на овој втор дом. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Ова значи дека славата на откупувањето ќе биде поголема од славата на создавањето. Покажана е голема мудрост кога Бог не создаде, но прекрасно беше кога Бог не спаси. Голема сила беше покажана кога Бог не создаде од ништо, но уште поголема сила покажа тој што ни помогна во моментот кога бевме полоши од ништо. Поскапо беше нашето откупување отколку нашето создавање. При нашето создавање кажа само збор, Псалм 148:5. Нека го фалат Господовото име, зашто тој заповеда и се создаде. При откупувањето пролеа крв. 1 Петрово, 1 глава, 19 стих. Туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Неделата и првите христијани. Бидејќи Евангелието е дадено за целиот свет, тоа е и воскресение за целиот свет. Петар проповедаше во недела, се обратија и се крстија 3000 души. Учениците го кршија легот во првиот ден на седмицата. Да прочитаме што пише во Библијата, во книгата Дело на апостолите, 20 глава, 7 стих. А кога во првиот ден на седмицата се состанавме да раскршуваме леб, Павле разговараше за нив, зашто сакаше да се замине утре дента. Во 1 Коринтијаните 16 глава 1 и 2 стих пишува: а за собирањето милостиња за светиите правете и вие како што им наредив на галатските цркви. По секој прв ден, секој од вас нека оддели и остави при себе колку што може, за да не се врши собирање кога ќе дојдам. И овде е многу јасно речено дека милостињата се собира во недела, бидејќи тогаш учениците се собирале во црква. Браќи и сестри, ова не е случај само во Коринската црква, туку и во црквите во Галатија. Кога се собираме во недела, ние не го славиме денот, туку Господа. Но не само во недела, туку и во другите денови на седмицата треба да живееме по Божјата волја. Неделата нам не ни е закон, туку му служиме на Господа со љубов. Овој ден ни е даден за наше добро и благослов.
Писателот на послание до евреите, 10 глава 25 стих вели: да не ги напуштаме своите собирања, како што некои имаат обичај, туку да се бодриме еден со друг, и тоа дотлку повеќе, доколку гледате дека се наближува денот. Ако јас или ти, како христијани, свесно или намерно или ненамерно, ја прекршуваме оваа заповед, не доаѓаме на богослужби, си гледаме дома телевизија, турски серии, си шетаме по парковите, си одиме во кладилниците, си одиме по сладкарниците, по рестораните. Тоа е свесен смртен греф, кажеш. Кога знаеш дека треба да си во црква во недела, а ти си лежиш дома. Бидејќи веднаш во продолжение на текстот, Павле вели: зашто, ако грешиме самоволно, откако го примивме полното познание на вистината, не останува веќе жртва за гревовите. Некои христијани ги оставаат своите собирања само затоа што тоа им станало навика. Тие правеле свесен греф, намерно не доаѓале на собирањата. За овој греф Бог нема жртва, туку Бог казнува. Да се подсетиме на она прва недела после воскреснувањето на нашиот Господ. Апостолот Тома не бил со учениците и не им поверувал кога тие му рекле дека се сретнале со воскреснатиот Исус. Не треба да помислиме дека Тома не сакал да дојде на собирањето. Сите тие го виделе страдањето и смртта на нашиот Господ и биле во голема жалост. Некои луѓе, кога се во жалост, бараат сродни души кои ќе ги разберат. Други пак се повлекуваат во самотие и со никого не сакаат да ја споделат својата болка. Таков беше и апостол Тома, но без оглед на тоа, Тома беше лишен од големиот благослов и останал во сомнеш и болка, само затоа што не бил со учениците. Учениците се сретнале со Исуса и биле многу радосни. Наредната недела и Тома бил со нив и доживеал голема радост. Го видел својот сакан воскреснат Господ. Неделата е, браќи и сестри, ден на радост. Тој ден треба да не е најрадосниот ден во седмицата. Сепак многу луѓе наоѓаат многу празни изговори, зошто не доаѓаат во Божјиот дом во неделата на богослужба. Во Дела на апостолите 2 глава 42 стих пишува: за првите христијани и беа постојани во апостолското учење и општење и во раскрашувањето на лебот и во молитвите. Што мислите, што ќе се случи ако христијаните не се собираат во недела? Тоа ќе значи прекинување на апостолската наука, ќе се растури заедништвото, ќе се прекине поделбата на Господовата спомен вечера и нема да имаме заедништво никогаш. Тоа би значило крај на Христовата црква. Затоа го почитуваме овој ден и го користиме онака како што Господ ни го оставил, за да не би дошол Божиот суд над нас. Големиот Божи човек Муди еднаш раскажа една случка за еден христијанин кој што газдата му наредувал да работи во неделата. Човекот вика: јас сум христијанин и во недела сум на служба. Не мора да дојдеш да работиш во неделата. И му дава еден пример. Вика: ти ако имаш едно магаре, и ако тоа магаре ти пропадне во нека дупка во неделата, дали ќе го извадиш од таа дупка или ќе го оставиш, ќе чекаш да дојде понеделник? И овој му рекол: да, ќе го извадам, но ако тоа магаре се научи секоја недела да паѓа во истата дупка, ќе направам две работи. Или ќе го продам магарето, или ќе ја потрукам дупката. Дали разбраме што значи тоа? Блажен е тој човек кој го цени денот на воскресението. Блажен е човекот кој има заедница со верните во поучувањата, во кршењето на лебот, во молитвите. Блажен е човекот кој е во духот во денот Господов и кој дава прилог во домот Господов во недела. Блажен е човекот кој доаѓа редовно во домот на молитвите.
И за крај, неделата и црковните оци. Има многу сведоштва од црковните оци кои зборуваат за светкувањето на неделата. Да споменеме некој од нив. Варнава во 70 година после Христос напишал: ние со радост го држиме денот, Господов, денот кога Исус воскресна од мртвите. Игнатије, старешина во Антиохија, пише околу 108 година. Тие кои порано беа заинтересирани за старото, сега се свртеа кон новото. И не ја исполнуваат сабота, туку живеат во согласно со Господовиот ден, недела. Тертулијан од Картагина околу 200 година после Христовото раѓање напишал: во недела се препуштаме на радоста. Ние го светкуваме денот на Господовото воскресение, ослободени од секоја грижа и должност, оставајќи ги на страна нашите светски работи, за да не му дадеме место на ѓаволот. 6 дена работи, 7-миот одмор. До сега многу зборуваме за текстот, помни го саботниот ден, да го светкуваш. Но има тука една негативност. Тогаш немај ништо да работиш. Ние ја забораваме позитивната страна на оваа заповед, а што е позитивно? Позитивното е работи. 6 дена работи и заврши ги сите работи. Како што е греф да не се оди на богослужба без причина во недела, така е греф да се ленчари и да се лежи дома останатите 6 дена. Библијата не учи дека само оној кој работи заслужува одмор. Луѓето денеска постојано кршат ова толку јасна Божја заповед. Искратиле работните денови од 6 на 5. Што прават во тоа слободно време? Одат на излети во кафеани, во клубови, во јавни куќи, во безбројни места каде што луѓето прават греф. Бог ги мрази неработниците. Во Библијата пише: кој не работи, да не јаде. Да се биде христијани, значи да се биде добар работник. Морам да ви кажем, браќи и сестри, верувам дека Бог ни дал 6 дена, кои ни се доволни ги завршиме сите наши работи, а 7-миот да му го посветиме нему. Сепак некои луѓе ленчара 6 дена, кога ќе дојде неделата, тогаш се најработливи, тогаш чистот во недела, тогаш перат, тогаш прават ручоци, тогаш пречекуваат и одат на гости, само за да не дадат во Божјиот дом. На крај сакам да го кажам следново. Греф е ако човекот не ја светкува неделата. Но тоа не е најголем греф. Најголем греф е ако човекот не го прими Исус Христос за Спасител. Бидејќи неделата без Исуса е ништо. Евангелие по Матеј 11 глава 28 стих, Исус рекол: дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Ако го примите Исуса, ќе најдете одмор на својата душа и како знак на тоа, држете ја неделата како Господов ден. Амин. Да му благодариме на Господ за денешното слово.